Денеска јас седнав во средина, не ми е јасно зошто, ама ќе се обидеме Јас седнав на крај, исто не ми јасно. низ разговорот да дојдеме до одговор на тоа прашање. Поентата. На Бица му кажав, уште пред неколку дена, не можев да издржам, многу бев возбуден, и му кажам, ќе ни гостува Филип Илиев, ќе ни објасни што малце после повеќе за тема, ама ја како те представив на Бица. Како ме доживи? Да, значи цело време имаме луѓе од ракометот, кои се буквално од, нели, на паркет, на клупа, дали е судија, дали е тренер, дали е бивши играч, со лепак на прсти. И сега пази што ја му кажам. И сега прв пат ќе имаме гостин кој што е од ракометот, ама не е активен играч. Не е активен на оваа страна од теренот. И сега ја вака си викам, а Бица ќе рече, абе ние не сме. Абе сме. Нели? Сега Филип не знам дали знае, ние едно 3 месеци сме у потрага по клуб. Ја и Бица. Почнавме, нели, се понудивме на Металург. Не можевме да се договориме околу деталите со Металург. Сега Бица не знае, ја преземав еден следен чекор, а тој ангажирав менаџери. Пошто е, нели, тоа легитимно, модерно и нормално, неколку воопшто не сакаа да разговараат, ама неколку рекоа... Тоа праша колку години имате. Ама неколку рекоа, пуштете ми видеа. Тука стана проблемот, пошто пушти видеа. Ама овој ми вика, од ракомет. Не од кафарат. Треба да кажеш на касети ми со времето, неам префрлено и... Да, не е префрлено, не е синхронизирано. Ги нема. Филип, ја и те се запознавме на пресконференција на Вардар, службено. Службено. И подобро ти представи се. Па не знам од кај да почнам, дали од Вардар или од порано? Од Вардар. Што сум сега, значи... Денеска ќе те држиме на темата околу Вардар. Околу Вардар. Пошто Бица е за Пелистер, јас сум за Вардар, сега ќе бидеме 2:1. Сега ќе бидеме двајцата за Вардар денес. Или тројцата. Или тројцата. Ајде да бидете добри домаќини, може и двајцата. Тројцата најсигурно. Моментално сум волонтер во Вардар од 2015 до денес. Моментално 7 години. Моментално 7 и во моментов. Значи тоа трае и во моментов. Позицијата е едноставна, помагам се што треба околу организација. На Вардар си има одличен тим кој што сакам да ги споменам, значи Марија Попуџиева, Ана Стојков, директорката, Марко Савовски затоа што работев со него претходни со Билјана Цервенковска. Теорија на заговор за Марко Савовски. Ја слушнав. Ама нема да ја коментирам тоа затоа што јас немам никакви. Порака од Марко после, ама јас немам никакви информации. Па ја што нема да ја коментира, значи теоријата не ни е нити гола вода, нити без онака без корен. А има ли некоја наша теорија што е без корен? Нема. Па добро, имате знаење, не би требало да е без корен. Сите се поддржат. Така да главно она што го правам е гостите кога ќе ни пристигнат да се чувствуваат убаво, сепак Вардар е еден гигант со голема почит во европски рамки, сите сме горди на тоа и сакаме овде да се чувствуваат добро, така да се што има потреба околу организацијата. Главно сум цело време со Марија Попуџиева, затоа што она е флор менаџер. Така да се што научив од неа и гледам се што... Колку е тоа важно денеска во Лигата на шампиони? Незината функција. И твојата. Па да. Пошто ние ако сме цело време во ракометот, ние се седиме на трибина и сме си навивачи. Така. И вас не ве гледаме. Практично, мислам, да. Јас ќе ја препознам, или Маја ќе ја препозна. Веројатно не треба да ги видиме затоа што направиле се да биде перфектно. Така што ако нешто фали, ќе се осетува, а сигурно ќе сме го виделе ние и тоаш ќе биде прозвани. Да, Марија, колку е важно тоа денеска? Премногу. Ете, и уво што отворивме темата. Многу се свиѓа што е скромен. Па кажав за Марија, не за мене. Кажав за Марија, не за мене. Позицијата на Марија, на Ана, претходно на Марко, на Бибе е премногу важна затоа што ЕХФ има високи стандарди за одржување на надпревари. Има многу ситни детали кои што они ги имаат и во глава веќе, значи точно знаат затоа што е се до секунди, некогаш ова е на 8 минути и 30 секунди, ова е на 8 минути.
Нормално ЕХФ има пропишани големи казни ако нешто не е според протокол, затоа што тие секогаш имаат и маркетинг супервайзор кој што го праќаат, кој што во одредени го знаеме, тој поминува стално пред нас. И слика цело време. Да, кој што снима аудио. Тоа не знам, се надевам, затоа што атмосферата е секогаш добра, зашто да не снима. Ако го пуштиш аудиото, сигурно ќе не чуеш нас со многу академски зборови. Така, одбран реч. Таа позиција е многу важна затоа што и казните доколку нешто не одговара се многу големи. Јас не ги знам во детали, но знам дека тоа е многу страшно. Пример по-ефтино е да вложиш пари се да биде добро, отколку да не вложиш и еднаш да те... Зашто може да биде некаква казна, објасни? Па казната може да биде од што уствари ако не е добро направено, што е тоа што не би било добро направено? Сега да не ми се налутат, они се главни за организација, но она што го знаме, пример, многу е важно во која минута почнува химната на Лига на шампионите, во која минута ќе излезе и секунди ќе излезе гостинскиот тим на терен. Пример од аспект на маркетинг супервайзор, оние банери што се официјални ЕХФ Лига на шампиони, над нив не смее да има ништо. Кај нас секогаш има некое знаме и веројатно клубот си има понатаму проблеми, но тоа не знам. Така да има работи кои што мора да биде перфектно. Тоа се стандарди кои што правите кои има такви, да речеме, знамења врз банерот и ги тргате? Сега не знам како да кажам, ние пробуваме да им кажеме, но тоа е на навивачите некогаш. Тоа е некогаш и на навивачите колку сака да се работува. Така го водиме малку. Не, јасно, ама за да се опуштиме. Да, од прилика е така, значи е многу важна позицијата на, еве да речам, на Марија, затоа што јас главно гледам Неизеде и Олесна, затоа што он има премногу и тоа се многу обврски. Така да ја гледам Неизе. Така и уствари почна приказната. Ајде кај са еден чекор назад. Ти си од театарска фамилија. И се шо ракове? Што не си отиде таму во драмски? Види, суфлерството тука му помага. Они му кажува, им помага. Да. Видиш, тој ген. Мајка ми е суфлер во театар, татко ми е актер. Јас израснав во драмски театар. Татко ти е легендарен актер. Сега немој да бидеш скромен. Значи Диме Илиев е доаен на македонскиот и театар и водата. Да, водата. Да. Така да, јас од 3 години, значи уште 90-та, сестра ми е актерка и зет ми е актер, незиниот сопруг. Така да јас уште од 3 години, уште од 90-та, дури не одев во градинка, одев на проби во театар. Па да, имавме некој недоразбирање со учителката и реков неќаме ќе во градинка, одев на Грефили Шприцер. Тоа беше тогаш се подготвуваше представата, да. Па сега кога ќе си навратам со мајка ми на кои представи сум бил од типот на гардеробер, која што е тешка. Сум имал 9 години, сум одел да ги гледам. Тоа се стварно тежок театар да речем, ама така израснав во таа фамилија, но татко ми е по спортот многу. Брат, имам и постар брат. Брат ми не е воопшто, можеби затоа татко ми отишол на трето дете, едното неќе спорт, па потоа женско, па ајде трета шанса да дадеме. Чекал спортист или чекал глумец? Веројатно чекал спортист, затоа што глумецот го доби со второто. Се раѓајам, од стар знае, вика да, ова женско ќе биде глумец, еве го спортист, па добро, му мери патичења да копачки. Оние има кажувано приказката со сестра ми сега да не одиме на театар, затоа што имаше забрани и не комуницира со години, затоа што она отиде без негова дозвола на фоду, така да тоа е друга приказка која што многу пати ја има кажувано. Само глума на порталот, само глума. Кога бев мал, .mk. Кога бев мал, например, бев Дарко Панчев и Пепи Манасков, се наши легенди. Бев горд и го сакав Синиша Михајловиќ, го викав оно што откор на земјата. Ама како се ракомето тај? Ракометот почна на начин на кој што прво го гледав на телевизија и кога ми носеа киндер јајца. Ќе склопам играчката, ќе тргнам на страна и после со тоа жолтото кој што стои играчката и играв ракомет на столчињата доле како има, тоа ми беше гол. Значи тоа почнав на 3 години. Потоа ете женскиот ракомет прво ги направи оние успеси 97 година. Женски ракомет. Ја просто пишувам за тоа. Па да. Дека македонскиот ракомет својата промоција доживеа преку женскиот ракомет. Јас некогаш и на шала се надевам ако воопшто не гледа сега пример Кирил Лазаров или натаму нема да ме свати грешно, но викам можеби Индира Кастратовиќ била и идол или поттики за еден Кирил Лазаров да почне. Тоа се мои теории, затоа што нели почна. Индира има само еден проблем во животот, знаеш кој? Што не отсвети никој.
Не знам, да, тоа Што е е јасно Тоа е најоска. основен услов за да Да. си врамен спортист. Веројатно. Ама, Така добро го така да го надживеало. засакав ракометот и потоа се отвори ракометна секција во Лазо Ангеловски во Ново Лисиче. Мислам ќе каже во Драмски. Не, за малку. Покоен Перо Шандор ја водеше, тој наш легендарен и ракометар и судија. Он ме тренираше и така се разви таа љубов, тренирав ракомет 7-8 години и се откажав некаде втора или трета средно. Јас се откажав, па Столе Стоилов почна. Столе Стоилов иначе ми е школски другар. Сакаш да кажеш дека му отвори ти Па еве да не биде дека си отвори препишам дел од успесите Ради на некоја симпатија се откажа или што сега? Гарантова одамна никој те да нема бидам праша. искрен, не сум од оние кои што викаат ја да не се повредев, ќе бев најдобар спортист. Рамото да не ми паднеш. Прво кога игравме во Лазо, игравме на мал кошаркарски терен, ја играв крило, после сватив дека сум играл скоро пикер. И кога почнав на голем терен да играм во академијата на Металург, тогаш го видов прв пат Џомба. Иако Дарко Станиќ каже дека он му го дал прекарот, јас кога го упознав Џомба таму 2003-2004 веќе беше Мал се Џомба. викаше И Џомба. ја мислам дека И тоа му го Џомба имам беше кажано, поодамна. баш кога одевме за Данска со клубот, викам ти си причината зошто се откажав, не зошто еднаш ме удри ми скршише заби, туку затоа што видов дека веројатно никогаш нема да бидам така добар играч. Многу го сакав ракометот, после бев и заедно со Мартин Мартиновски игравме заедно ракомет, па потоа и го формиравме ракометот на економски факултет, имавме супер резултати, второ, трето место, див ги победувавме во тоа време. Ама они беа сите на припреми. Не беа. Кој ги победи? Не беа. Не беа. И така цело време сум околу ракомет. Пример во Ново Лисиче вика ракометарот, не така бев ја кузне каков ракометар, веројатно зашто бев Па пошто меѓу ново ретките. лисече, сите други беа нешто друго. Па е Да. кошарка, Ти си бил фудбал, да, едини да. ракометар. И будало, И многу будало, значи, да. И на кошарка Кој секогаш беа играв со по-рапот, ракометни нели, да. со ракометни потези на Ама кошарка. рече немаш брат близнак, така? Пошто Нема. Ново Лисиче мора да си брат близнак со некој да си Да, успешен. ма немам. И така да цел живот некако ми се вртеше околу И ракометот. како сега доеде волонтеризмот? Волонтеризмот многу интересно откако ја освоивме титулата 2013. Тоа прво лице множина, исто кој ја, која освоивме титулата. Не вика која освои Вардар, кога освоивме. Па добро, јас верувам дека навивачите се дел од клубот, дури не знам дали да кажеме дека сум европски шампион, зашто Вардар беше европски шампион, А дека тоа- волонтирав таму. Да, европски шампиони, да. Да, значи можеме Сме да сме кажеме. европски европски шампион. шампион. Да. Така да, Слободно кога ја се. освои Вардар таа титула 2013, дури го памтам моментот бев во Будва едно сабајле, викам, а зошто веќе станува сериозен проект Вардар, то таму читам вести затоа што е цело лето. Викам зошто да не пробам да волонтирам. Имам знаење, имам искуство, завршив економски, тогаш веќе ги привршував магистерските студии, викам верувам дека би го представувал клубот онака како што заслужува на едно убаво ниво. И кога беше првиот Final Four во таа нова ера во Нови Сад, во Сеха лига, отидовме во хотел нормално да бараме дресови од ракометарите, откако се заврши, господинот Сергеј Самсоненко помина, ја станав да му ја честитам првата титула негова во Вардар и му кажав, викам, јас сакам да бидам волонтер во клубот, може би беше изненаден затоа што во тој период преби некој го побарал работа. Генерално на овие наши простори волонтерството не е видливо, не е нешто што нема е пракса за Да, што има пракса, што е популарно, додека западната цивилизација, сега запрашалник ми од цивилизација. западниот свет. Друга Западниот тема. свет е така, да, друга тема е таа. Западниот Само геостратегија се вика, точка МК тој. Да. Таму пример волонтерството е навистина на еден повисок степен издигнато. Кај нас повеќе поврзано со спорт, маратон, атлетика, евентуално И некој настана кој студии има. која ти бара дека мораш да имаш некаква волонтерска Волонтерство. пракса во Телеком или во И ФАК. што рече Сергеј? Ми вика нема проблем, исконтактира ги директорите во Вардар, пробав и со Ане и со Давор, директорот. Ане ме повика на кафе, тогаш во Мида беа нели просториите. Имавме кратка средба од 3 часа да ја пренесам мојата класија за ракомет и се заврши на И што тоа. ти рече, добро, доста. Доволно беше, Добро, што сакаш, утре да. у сала. Не, тоа беше Извини, зимото. која година? 2014 зимото, на почетокот на годината. Уствари не, Веќе Сергеј беше дојден. А, не, 2014 освоивме, значи ова е потоа 2015. Него го имал првиот контакт. Да. Освоивме сека збориш за сека. Освоивме Сеха во Нови Сад, дома изгубивме титулата, го освоивме купот.
И 2015 ми се јави Јане, вика Филип, дали уште стоиш на идејата Вардар ќе организира турнир за прв пат во машка и женска конкуренција. Бевме на тениските терени во склоп на спортскиот центар Јане Сандонски заедно со Билјана Црвенковска. Јане ми објаснија што и како. Ми беше многу страв затоа што прво требаше ги водам Нексе мажи, одма од тредента Лајпциг жени, уште ја памтам и возбудата и стравот доаѓа Нексе, како ќе ги поздравам, како ќе ги што ќе биде, како што се ќе сгрешам, нормално Марко ме смируваше, нема ништо да биде страшно. Пак околу Марко. Да, Нексе има супер ќе го извлечеме некоја информација. Супер оперативен менаџер Вјекослав во тоа време. И така почна, потоа не правев ништо. 2016 немаше турнир поради Олимписките игри во Рио. 2017 имаше само женски, бев повторно и потоа почна да ми фали. И ја исконтактирав Марија Папуџиева, викам неколку пати, стотина пати, нели, дур да добиеш одговор. Да. И викам Марија, мора да најдам нешто за да бидам во клубот. Значи сакам да сум во салата, сакам да сум покрај ракометарите и викав, па не знам што. И се видовме и викам, добро, кој ги пречекува ракометарите на аеродром, да, кога доаѓаат, вика, леле, на толку обврски, затоа што стварно има многу обврски пред надпреварот, вика тоа некој знае да одземе 3-4 часа, доцни лет, проблеми со виза, се може да се случи. Вика, значи некојаш ми оди пола ден, вика, не ми го спомна тој дел. Викам, може јас вега човек да го правам тоа, и ми вика, ако сакаш, нема никаков проблем. Видоа предходно дека ете можам да се снајдам и првиот клуб во Лига на шампиони 11 ноември 2018 кој што го дочека беше Барселона. Бице, значи со датумиве исто ко тебе. Да, ги памтам. Ги памтам и ја луди датуми. Ги памтам и оние што ми се во лошо сеќавање како 2 декември средбата со Магдебург 2012, тоа ми во Кале, тоа ми е еден од датумите кој што не можам да го преболам и сека година. Седев во прв ред од лево крило, седевме, дека јас се управо. Значи, вака сцена е. Да, освоивме седев. Па тој е само мала дигресија, тој датум ми остана така во негово сеќавање зашто си реков никогаш веќе нема да поминеме германски клуб, затоа што јас во Кале одев но нешто се промени, затоа што во Кале одев и кога го победивме Кил со Пепи Мансков, мислам во состав тогаш и Момпеје го имаме совладано, така да јас имам историја, 10 години веќе почнав да одам на ракоме да ги следам на преварите на Вардар и така беше првиот надпревар да се вратиме на 11 ноември 2018 со Барселона. Прекрасно искуство Барселона, да не ми се налутат наивачите на Реал, не дека имам симпатии кон клубот, ако гледаме двата, но вистински колектив од секој аспект. Сега кај ќе погледнам на ова. Да, значи тоа е ќе завршиш ќе кажеш приказано. Некако носи посебна енергија клубот со него, затоа уште за Вардар збораш, така? Да, за Барселона. Вардар секако. Вардар е клуб со навистина многу голема почит во Европа, ќе дојдеме. И ми беше прекрасно искуство. Запознав прекрасни луѓе и потоа така почна приказната и од тогаш сум горд што имам честа, се надам дека Вардар ќе сака и натаму затоа што може еден ден да рече Филип, повеќе не ми требаш, нели? Се е можно, но јас би сакал да приказната да ти замерила некојаш дека ти си баксузот што изгубил Вардар? Не. Ние имаме еден трет свиркач, ни се вика, не смееме да го именуваме. Кога одиме, кога си ги правиме оние ритуали пред утакмица, значи седнува на исто столче, нарачува иста пијачка, исто мезе. Случајно некој ако сгреши, ако Вардар изгуби после, тоа е. Се знае. Баш кај што не крадена сметка на крај, пошто он као економиста, нели? Па добро, мора да има и такви. Се препозна, сигурно. Сигурно се препозна, така? Ама добро му го сокри идентитетот. Сокри му идентитетот, да, тоа е еден од тие. И сега, за именјаков кажи. За Виктор Томас, кога дојде Барселона, инаку овој дрес го вратија прв пат после 2006 им беше гостински дрес со Роналдиньо, зборам за фудбалскиот клуб. Ние тогаш бевме матуранти, сите доцневме вечерта на матурата, затоа што во Париз игра Барселона и Арсенал финале и сега матура може да почека и партнерките може да почекаат затоа што тука имаме важна прва. И тогаш некако ми остана таа боја, многу ја засекав и таа година Барселона ги ја врати, да речам, на некој начин
бојата и на нивниот оперативен менаџер или директор на СНА-ти Хавиер Гутиерес. Која година беше тоа? 2018. Му викам би сакал да ако може еден дрес, претходно го прашав и Томас, ми рече дека си ги чува за децата, што е и нормално. И го прашувам оперативниот директор, викам дали може, вика нема проблем, викам само да не биде од некој голем играч, висок, не можам да го носам затоа што ги има жипжак и слично во тоа време. Викам некој крило. Капут до колена. Викам некој крило ако може, и он вика ко Томас. Па викам нека биде Томас. Нека биде Томас и ми Ја ќе ти дам од Владко Недановски. ми го даде дресот така да ми значи посебно, ете, потоа и почнав Го имаш да носано? Искрено не, освен во една прилика го носев на трката Трчај Б во Битола. Те го погоди бица се. Да, го носев на трката, односно по трката затоа што Која година? 2020, затоа што таа сезона нели поради ковидот Виктор Томас ја прекина порано поради срцевите проблеми и Во негова чест. во негова чест го облеков, се сликав со дресот, ја пратив сликата во Барселона, ни се сега во иста канцеларија со Хавиер Гутиерес. Битолчанки како реагираа на адресот? Па веројатно подобро отколку да беше Вардар, така да добро одиграв. Добро си одиграл, да. Имам сознание проверено дека Вардар дресови се шетаат по широк сокак. Се шетале. Па јас верувам дека тоа е моje мислење е дека тоа треба и малце да го нормализираме во двете насоки. Затоа што мислам дека треба, може би е друга тема, ама со тој антагонизам во рете витешко ривалство, ама зошто па ако дојде битолчанец во Скопје, пример, дали е за студии, работа, од која било причина, доаѓа трка да истрча, зашто да не носи дрес Пелистер? Па израснате во Битола, сигурно нема за Вардар да најде. И обратно. Ако ние сме израснати во Скопје со Вардар, тоа е нормално и мислам дека е добро тие работи, а мислам дека во овој период има особено од ракометниот клуб, таму е Димитар директор, мој другар и колега од факултет, ние нормално си праќаме пораки и да се песнеме. Паѓа некоја кладба некој? Да, секогаш се кладиме во пиво да должи тој што ќе победи, но пивото да го пиеме во келн. Должи така да должиме и двајцата, не ни бројме, ама веројатно ќе биде некоја добра забава во келн. Бевме заедно 2019, он беше нели како представник на клубот, затоа што Еврофарм играше веќе во европски рамки, така да се дружиме. Се доближи, да. Ај се уште, еве кога сме кај дресовиве, овде имаме уште еден. Ово е со една титула. Со една звезда. Овој го одбрав затоа што ми рековте да донесам нели неколку сувенирчиња. Бице овој дечкото со број 45 патик. Еден од нашите омилени јунаци. Само тоа му е мана, на човекот што има големо стопало и прави престап. Да, тоа го слушав и во емисиите. Со Джоле го искоментиравме еднаш и имавме и една со Монпелје беше. Последната беше, да, ако мислиш на таа, што зборевме. Да, имавме на за Биг Сегет викав таа судијата од другата страна ќе имаме доста тоа се одсвирка со теориите. Теориите доста од нив држат вода, еве сега последната што ја зборевме за таа блага нервоза што ја видовме кај него. Па проструја послуша некои информации, значи факт е дека имаше нервоза. Има ли нервоза во Вардар сега во моментов? Една од работите што го прави Вардар моќен, а потоа ќе се вратам и за дресот, е што успева и во најубавите и во најтешките времиња сите работи да си ги задржи во соблекувалната. Така да тоа верувам дека треба значи има нервоза. Дали тоа се уште има, пошто за порано знаевме дека има, поготово дека соблекувалната е моќна, најјакото нешто Вардар што го држи. И дека се таму двајца. Па искрено јас кога почнува на преврат сум кај гостинската соблекувална. Стварно не знам што се случува во нашата соблекувална. Но знам дека Вардар како колектив, не дека Столе Стоилов ми е другар и имаме посебна врска. Му го отстапив местото, Петра направи. Но се сложаш дека многу работи се решаваат и се одлучуваат во таа соблекувална и секако кој што кажа остануваат таму. Да, и верувам дека така и треба да. И верувам дека така и треба да остане. Кодекс некој. Ако потоа времето ни дозволи ќе направиме една паралела со животот кој што сите ние го живееме надвор од ракометот, за некои работи полесно ги сватиме. Овој дрес посебно ми значи, затоа што кога беше Вардар домаќин на СХ Лига Final Four 2018,
и го видов дебиров пред финалето ден, му викам, многу сакам да имам дрес од тебе. Вистински го почитувам и како спортист и како личност, прекрасна личност. И му викам, особено да е црвено-црв. И дебиров ми вика, нема проблем, викам, утре играме со бели. Го викам, добро, бел, барем ќе биде со титула, се надевавме дека ќе го добиеме Загреб, го добиваме Загреб. Ари Бекер беше испратен од ЦСКА Лига на светско ниво и организира олимпијади, така да речам тешкаш во тој свет. И ми вика, Филип, треба ова да го направиш, викам, не имам нешто работа тука пред соблекувалната на Вардар. Доаѓа Дибиров, го чекам дресот и немаше 3 метра, го собличи и му го даде на некој. Викам, Тимур? Вика, па нели рече сакаш црвено-црвено? Влезе со облекувална, ми го даде, но не ми го потпише. Една година претходно бевме во Келн со другарите. Таа е една легендарна фотографија од Таа легендарна фотографија, да. Не знаеш. Имаме легендарна фотографија кога се пласираше Вардар првиот пат во Келн, се договараме другари кои што одиме цел живот, и да ги спомнам, Бубе, Пеки, Стеф, бевме заедно. И се договараме дали ќе одиме или не. Скапи се картите и слично. И му кажав на Пеки, ми е другар, Дарко се викам, Пеки му е на димакот, со кој што израснавме од 3 години по сите утакмици, во најтешки времења, не е ракометар, напротив, не може ни да ја префати топката, ама е добар, одличен другар. И му викам, слушај, не знам колку ќе не чини, ама кога треба шпагети ќе јадеме цело лето, ама Вардар не сме имали да го пропуштиме во Келн. И успеавме, немаше ни билети преку некои канали, eBay, германски, не знам како, купивме билети од данци. Па тоа е веројатно на црно, на бело, не знам, eBay е дозволе. Ќе ми кажеш после за данците. Значи купивме карти од данци, не натера да ги платиме, не натера да ги платиме целосно, а вика ние ќе преку другар ќе му ги дадеме кога ќе стигнете во Келн. Ние ги плативме билетите, а веќе платено авион, сместување, јас кај братучетка ми се сместувам, ама пак нели се организирано, но не знаеме дека ќе влеземе во сала и не сакавме да го коментираме затоа што не знаеме како ќе излезе. И на сите им кажавме, одиме во Келн, само за да бидеме во Келн. Макар и да ги поздравиме ракометарите пред хотел. Една иста таква слична ситуација смешна од европското во Ниш. Може сега. И сепак данците дојден и ги дадоа картите. Тоест веќе тоа данецот му ги даде на германецот, Добро, милион канали, битно стигна картите. Ама инсистиравме ни ги дадат во петок, барем петок према сабота да преспиеме на опенинг парти што има. Но уште не кажуваме на никој. И влеговме во сала и така решивме да објавиме на сите. Фотографијата што објавивме беше да им се извинуваме на девојките. Ова година нема одење на одмор, зашто парите ги потрошивме на карти во Келн. Од таа причина, кога Вардар се пласираше... И сте не женети се уште, така? 2 со 2. Се уште. 2 со 2. Од таа причина, кога се пласираше Вардар 2018, мора да однесам девојка ми. И викам, ќе го земам дресот од Тимур, таму да ми го потпише, ти да ме сликаш. Значи, во Скопје може да ми го, ама да биде во Келн потпишан дресот. Одиме, ми го потпишува Тимур и има некои картички со автограми, викам, чекај дали земав од сите, јас само со Вардар се сликам таму и нели други тимови, ги бројам картичките и доаѓа еден дечко ми вика, те гледам со Вардар да збориш ли англиски, викам секако, вика дали сакаш утре да учествуваш на игра музичко столче? Вика да видиш нешто како на полувреме. На полувреме. Ја му викам, а што е треба, вика 10 минути пред полувреме да се симнеш тука доле. Флор менаџер, една флор менаџер. Јас му викам, чекај, спатов од Скопје 10 минути да пробушам од полуфинале, не игра. Ама вика играта ќе биде доле на теренот. Викам ќе стапнам на Ланксес арена на терен. Да. Играм, не знам што е. И он ми вика, и топка ќе има, ќе тапкате, ми објасно играта, му викам, добро, нормално одам со дресот, а им беше идејата да има од сите тимови по еден. Бев многу нервозен затоа што губевме 3 на полувреме, губевме 2, Кањилјас промаши за 1 и дадоа 3, можеби одлучувачки гол за да изгубиме титулата. Ама победив над преварот случајно, затоа што веројатно вториот Final Four. Вториот Final Four. Од таму беше. Ете зашто изгубивме титула. Ама ете зашто изгубивме титула, со девојка отишол. Да, веројатно. И не знам, или ќе осечеме ово. Не, и она рече 2000 па сега ќе кажам, и кога победив, вика освоивте карти за 2019.
И јас у Вардар им реков, јас се пласирав, чекам на вас. На вас. Никој не очекуваше 2019 Никој Вардар не да се очекуваше. пласира, но се пласираше, повторно со девојка, викам ова комбинации Сега- не излегуваат. Среќа, во последен момент и она мораше да оди на службено патување, си го зема фаца, другар ми, дојде Дојде титула. Ето И ти пак титула. Слушай, 2012 еуфорија невидена. Одиме ние... Цела Македонија Цела униш. Македонија униш, карти се бараат и под дрво и под камен. Да го поздравиме само човекот кој ќе го спомнеш и ние, другарчето. Добро, и одиме, се изорганизиравме 3 надпревари беа, првиот со Шведска, одиме и се враќаме. А за вториот и третиот Последниот. ќе преспиеме. И сега, нели, цел град број, мислам, цел град, он е дел од градот што го интересира спорт и ракомет, мада тоаш имаше малце поголема еуфорија од обично. И сосема случајно со едни пријатели, кога ќе одите, како ќе одите, двајца сте, еден сме, тројца сме, они двајца, ние двајца се склопуваме друштво, 6 луѓе ќе одиме со комбе. Одиме со комбе, по пат имаше исто интересни ситуации. Едниот од овие, тие двајцата што ние не ги познаваме, има роднина кој што живее во Ниш, кој што бил гастарбајтер во Шведска, Качал па ни во одиме на ручек, па тој ни пишува на ливче фрази шведски. Кечар ти ги Можда Македонија мислиш шведска. Да. За да ги поздравите. Да ги поздравиме, да. Нападнете од лево, такви Да, некои така. фрази. И супер беше денот, атмосфера низ град, знамиња, кафани отворени во Ниш. Но се приближува моментот да се оди у Се сала. приближува моментот кога треба да тргнеме во сала, ние стануваме и овие викаат, ние немаме карти. Како бе викаме, немате карти? Вие имате? Имаме, викам, пред 3 месеца ги купивме на црно. Ајде, вика, Нише, ке најдеме некој, ке не пушти на врата. Некој наш вика ќе влеземе. Па како да, па така вика, ако Но ќе такмица. најме некој наш бе вика. Не влегува, среќа, Не влегува. заврши нерешено. Интересно. Ај сега ти кажи ми две работи, значи, за танците, за Алборг гостувањето, Добро. како те пречекаа таму и после ќе ми кажеш за Пик Сегет и тука ќе те спојам со Бице, пошто и он исто емотивно го помина тој напревод. Ај прво за ова за танците, сега што ми го 25 април 2019. 25 јавно. 18:45. Прво за гостување во танците, како беше? Добар ден, добар ден. Вие сте од Вардар. Вака, да само да кажам дека тоа ми беше единствено патување до сега и вистински бев горд затоа што со години наназад си Тоа го збори за сега, визуализирав. за оваа Да, сезона. Оваа сезона. Алборг против. Не, но кажам Вардар лани, во групна- оваа сезона. Оваа сезона, да. Се разбираме. Алборг против Вардар во групна фаза и навистина бев горд што сега Во Скопје ги победивме, Да, реванш. победивме со три разлика, мислам. Шокирани бе, Да, што беа нас ни шокирани. омилен тренерот на Алборг. Да, знам, гледав и со Ѓорѓе Начевски го искоментирав, ти го коментираше. и Сака така. на личност. Много сам пат. И јас во принцип не дозволувам прав да падне, барем јавно, према актери, према спортисти, затоа што си ги чувствувам како фамилија. Вардар мене ми значи многу како клуб и не дозволувам никој да го напаѓа. Ние може како, нели како некоја фамилија, може натрешно да се напаѓаме, ама кон светот не дозволуваме никој. Се соблекувала. Па веројатно. И таму меѓу другите обврски е техничкиот состанок да помине, тука ги пречекавме одлично, дури и овош им дадовме во соблековна со надпис на дански, значи затоа што секогаш они имаат некои барања, секогаш се незадоволни. Што би рекле у Ковано панка. Баш тој, да, нешто. Што би рекол Джоле, тоа данците не можам да ги Да, гледам. нешто не им се допаѓа. Панка бе у И сосема неиспровоцирано, а делегатот на тој надпревар го судел кометал финалето со Хипо 2020. Збориш за таму, така? Да, За таму. во- Ова е се таму, да. И завршува техничкиот состанок, од таа просторија се сигнуваме доле, ги гледаме просториите на Алборг. Пехари, нешто, јас му викам супер, нели, како културно, спортски, честито, баш ми Респект, мило. Па така и верувам дека треба да се представува клубот, сосема неиспровоцирано, може од Вардар ќе ми се налутат за мојата реакција, може и не, ама ќе ја кажам јавно. Ми викаат, а што имате вие освоено како клуб? Нели разменуваме информација, ни кажува тој пехар. Сериозно ја прашање? Шефов од Алборг. Нешто беа И па данци, така? Ми Не, и не, јас се извини, како ти лича? Беа сериозни во прашањето или Апсолутно. се глупира? Не, добро, сега они прашуваат дели домашни. Јас немам да титули. кажам се глупира, ти не мораш. Да, ама јас нема да кажам да. и јас им кажам, викам 14 пати куп, 14 пати првенство, 3 супер купа од 4 одржани, 5 пати Сеха лига и 2 лига на шампиони. И ми вика,
Јас тоа и го заборавив дека освоивте. Ова е 2021, значи ние бевме шампиони 2019. Хитлер уште беше жив кога освоивме. Така Значи не сме Дукла Прага, па некој можеби не знае дека сме да не биле од карлинг, да ние може од таа федерација па не знае дека делегатот не му дојде пријатно, веројатно не очекува такво ниво. Јас исто културно им вратив, викам ве разбирам апсолутно. Затоа што во годините кога ние доминиравме со Европа, вас Лига шампиони не ви беше ни во фокус. Така да, тоа што не знаете... Била во фокус, ама пред врата застанувале. Да, и вториот момент им беше, му викаат на делегатот влегуваме во сала да се договори ова тука ќе се влегува, нели, с тие ситници. Флор менеджмент. Да, и му вика, тогаш во тој период Данска немаше никакви рестрикции, не знам сега како е, немаше, значи ни маски, ни алкохол, ни 100% капацитет, дури ЕХФ мораше да го подигне црвеното ниво на безбедност, па беа шокирани зашто има црвена зона и така. И викаат, овде ќе има 100% публика, некако во Скопје само 30. А тука имаше 30 поради мерките, не, затоа што ние немаме публика. Ја и Бица ги броиме. Јас им викам да, Тие но и со 30% 30 едва излеговте од сала. Збунети. Така да викам, а делегатот се Јас бев смееше. на таа пресконференција, ама не да беа збунети, него беа Вистински шокирани. беа збунети. Они вистински беа збунети. Не знам дали ја водеше ти таа пресконференција, Да, беа шокирани. Да. Ја ги И се, сакам шок. многу. Значи Оливер Драгоевич Ваков тотално изгубен, Да, да. Вујович го теши малтене. Значи тие беа тотално шокирани. Да. Тие беа дојдени вајда со таа ароганција истата. Да, Секогаш секогаш ја ја имаат. носат во седмани, да. И сакам една работа да додадам тука околу публиката, нормално сме сите горди, кога доаѓа гостински тим, секогаш во овие години, прво прашање не име ќе играли овој, ќе играли тој, колку публика ќе има? Аха. Особено па сега нели со корона 30-50 и сите сакаат да има публика. Иако публиката го прави и притисок, они сите сакаат да играат во таа уникатна атмосфера во Европа и ова морам да го кажам затоа што доаѓа од Кил. Нивниот маркетинг менаџер ми вика најубав спортски момент во историјата не преку 20 години со тимот. Кил. Да, па не е некоја сега тајна дека јас ја откривам, него човекот Да си ја ќе кажа кажеш за Кил отворено. кога не победи лани. Да, 24 кога водеа на полувреме. Да, и вика, кога остана публика душе пола са. апсолутно, тоа и го Тој кажа. беше, Вика, да. вика, тоа ми е најубавиот спортски момент. И јас мојот одговор беше викам по-добро, Победивте. не победивте убедливо. Вика не зборувам за резултатот. Вика да беше тоа во Кил, иако нема да спомнувам имиња, некои викаат еј кај нас публиката е вака и така, во Германија е лојално и останува до крај. Тоа нема. Вика да беше тоа во Кил. На полувреме ќе ми рече фала, имаме ние свој живот, вие продолжете Да, второ ако продолжете сакате да ќе си губите, отидете. До тој степен што сега играчите на Кил ме прашуваа, а бакли ќе се палат пак на крај. Па гледаа видеа пред надпрева, значи на вистина уникатна На истиот тој атмосфера. меч Дарија Квенштад, вториот голман на Кил, резервата на Лондин, се вратија они многу после нели си отидоа се повлече Екипата. Излегува да снимаат после. да, и се вратија, дечково снимаше и го имам на Инстаграм, објави со апсолутно пофални збори, не би се нафадил да цитирам, ама он беше одушевен, се гледаш дека е искрен, Одушевен, дури шокиран. шокиран дури и онака секоја чест за клубот, секоја чест за највачите и со истиот коментар. Јас вакво спортско искуство во мојот тим не можам да доживам или не сум доживал нешто тој стил. Значи полн респект беше човек. Па истото го И се направи Ландин договарав сега. кој ќе дојде сега наредно да го поздравим. Па и Ландин сега го направи А, дојде ли? истото на Дојде ли Европското сега? првенство. Мислам дека беа после тоа. Да, мислам дека беа. Да, па сега бе оваа година. Ландин го направи истото на Европското, сега ги снимаше нашите, па на Инстаграм имаше со нели на пламенчиња. Ај сега за со пик. Значи таа Имаш исто, ли марамицу? Пик Сегер, таа исто плакање. една сезона за незаборав практично за македонскиот ракомет, за Вардар. Не постои таква Такво нешто сезона не и постои. не знам дали ќе постои такво нешто што тоа што се случи таа година. Тоа би било на Тоа е за верување. Еве, не. например, Металург да станеше годинава шампион на Македонија, нешто такво. Такво изненадување, да. Изненадување. беше таа е многу емотивен надпревар беше, но и целата сезона. Инаку јас баш влегов во како навивач да речам на Вардар со комитите од 10 години низ Европа и така низ Македонија. Не сум од оние најлојалните можеби комити кои што не пропуштаат надпревари за фудбал и за ракомет, но бев дел од групата и бев во Викендов беа во Гостивар, па беа разочарани од 0-0. Па добро. Нема да навлегувам, Да. можеби имаат право
тоа си се веќе работи нели на групата. Јас сум од оние навивачи кои што почнавме во најтешките моменти на Вардар. Ете Пеки што го спомнав, значи ние одевме пешки од Ново Лисиче до Градски, кој што немаше ни западна трибина, не беше покриена. Дали е снег, дали е дожд. Прво ти треба сати нешто да стигнеш и да се вратиш и таму ќе измрзеш и се, а знаевме дека Вардар нема ни да даде гол. Но го доживуваме Вардар некако поразлично, така да ние поминавме многу такви денови кога собиравме пари за прашак за фудбалерите на Вардар. И таа сезона не врати некако во тие времиња што се надевавме дека се секогаш зад нас, затоа што Вардар е бренд и јас верувам дека може да продолжи без проблем во иднина. Беше многу емотивен надпревар, многу набој, можам да замислам само на ракометарите како мислам има многу интервјуа кај што они си кажуваат. Она што јас го доживеав, нормално пред утакмица си изнаплакав, му пишав порака на Пеки, он горе на трибини. Викам јас си изнаплакав, сега да ги победиме. На Марко Савовски имавме облог, му реков ќе победиме над 6. Му реков ќе победиме над 6. Ми рече под 6. Победивме 8, тоа беше на вистина магична ноќ. Нели ракометарите направи почесен круг. Беше многу емотивно, не ми се веруваше. Се испразни салата, онака тие едни шемпрза за автобус да почнат да си одат. Да, со Пеки трчаме полумаратони, маратони и така натаму. Од таа гордост дека никогаш не сме се откажале од Вардар, кога рекоа Вардар, тоа е тоа, односно собственикот рече јас нема да инвестирам, па на ракометарите што сака да направат, на Скопски маратон влеговме со дресови Вардар. Да кажеме дека до крај сме не трчавме со дресовите, но влеговме. Не имаше една снимка зашто кениецот на маратон влезу исто време со нас на полумаратон. На вториот круг. Апсолутно, да. Ја и Бица така влеговме со украинецот Лани, ама ние од фирми си носиме дресчиња. Да, ма сега можеме други дресови да може да е интересно. Добро. Чекам, само извини за пик сега, цяла ми текна. Имам две прашања. Дај ми таа водата малку. Топло ми е вие или жешката вода. Не, пуштивте рефлектори на најако. Пик сега, жешко. Кога беше утакмицата, значи со сите емоции, со нели прежалени од претходно, во тоа време, значи победуваме и ние седиме уште сала, јас добивам порака. Пораката е од еден човек, пријателка моја, која што од тоа време се наоѓа во Барселона, која што нити ракомет прати, нити спорт, нити ништо, а знае дека ја пратам и ми вика што се случува во Скопје. Значи, вика... Да, не го знам. Не сум ти го спомнал, да, ама сега се наврат. Еде другари сме. Па треба да преиспитате. Да, не, тоа е, не треба да се испита. Значи, човек кој што апсолутно нема допирни точки ни со спорт, ни со ракове, ми пиша што се случува, а знае дека сум јас по ракове, што се случува во Скопје ми. Ја, нели, ако се сеќаш тогаш можеби беше и тие протестите во собрание влегуваат. Не, тоа е 2017. Или тоа беше тоа беше со Флейсбург. Тоа беше прва, право си. Ги помешав годините са. И викам, мислиш на ракомет? Да, вика, овде вика се збори за ракомет и цел Facebook, цел Instagram ми е преплавен од ракомет. Мани друго, јас вика, што гледам што случува во Скопје, него овде во Барселона, кај што седам, се збори за Вардар. Негде кај шетале што правеле тоа. Тоа е бренд. Го немам спомна тоа. Да. Тоа е бренд. Ја поздравувам пријателката. Да, јако. Можеме уште 2 сати да разговараме сигурно. Ај уште 3 прашања. Ќе дојдеме уште 3-4 пати, мислам. Ќе дојдеш, да, чекај се. Добро, вие чим те откривме сега лесно. Можева да прашам што или? Ај ти прво прашај. Да, ќе го заборам. Гледам реквизити, сакам се да се знаеш што е. Да, тоа е шампањското со кое што Вардар славеше титула на 2 јуни 2013 со победата над Металург во Кале. Влеговме на терен да славиме титулата, еден од комитите го имаше, јас го земав да се напијам зашто бевме жедни, немав ни идеја дека некојаш ќе стане сувенир, затоа што прво бевме со Хоризонт Турново 5-0 одлучуваше последниот надпревар за титула, ние моравме да победиме. Значи освојува фудбал титула, од Градски доаѓаме во Кале, освојуваме со Вардар, нели среќа Милиќ го одбрани последниот удар, затоа што Вардар со Струмица изгуби, не победи, таму ги изгуби по зубите, да, изигра нерешено, Столеко доби црвен картон.
и се спасивме во автокоманда затоа што со победа ќе беа секако шампиони, ги совладавме во Кали, вечерта го донесов шампањското, беше во едни времиња каде што таа Металург мислам дека 3 титули тогаш врза поред беа фаворити и за таа година. Вардар ми помагал многу кога сум имал проблеми на приватен план, секогаш ми бил издувен вентил, сум си наоѓал таму нешто за да ги надминам тие проблеми, така да ете излезе дека тоа можеби историско шампањско, односно само шише, немаше ни една голтка. Добро, ама од тука почна почна приказката, нели, и Сергеј Самсоненко бил на трибина заедно со господинот Михајло Михајловски, на тој надпревар, ја видел атмосферата, официјално е дека атмосферата му дала до значење, до знаење како клуб е Вардар, му помогнало во одлуката. Тоа е 2 јуни 2013. Сега, значи, предпоследното прашање ми е. Напредни мала паралела од времето кога беше Самсоненко и сега ова време. Сега ова време ни се склопија многу тешки моменти, нели, се повлече Самсоненко, па еден тренер, па друг, па корона, па нема публика, па екзодус на играчи, па нови играчи, па добро почна годинава, па потонавме. Значи многу ups and downs. Многу осцилации по секој поле. И сите знаеме дека има разлики. Дали има нешто што уште, освен овој духов што го кажа раздедништвото во сооблекувањето, дали уште има нешто? Играчи се само двајца од тоа време? Да, Златко Недановски, добро и Владо е на значи практично четворица се на теренот. Што го осетиле. Така. Дали уште Вардар ја има таа енергија? Јас верувам дека Вардар секогаш ќе има. И она што е добро кај Вардар, збориме нели секогаш од аспект на играчи, е што прво сите играчи се многу добро прифатени од, да речеме, постарата гарда. Нели Њока си има интервју, игравме ден-два предходно со Вардар, не прифатија како свој, сега видов и како клубот го прифати Стефан Додиќ на надпреварот. Значи тоа заедништво, Столе како капитен е исклучително важен за целата енергија, па веројатно израснате во Ново Лисиче на, што се вика, воздушна линија 2 километри нема од сала, си го чувствуваат, знаете, и неговата фамилија дека се вардарци. Првата година за Келнит заедно патувавме преку Софија. Татко му е редовен. Да, Чико Климе, исто и Стефан, брат му, значи и во годините кога Столе, затоа што почна во Металург, тоа не се криеше дека Стефан пак си доаѓаше на трибина, си навиваше, нормално му е брат, ама си го има. Зошто Гурбиндо се жалеше нешто дека не било како што. Ние имаме една теза, мислам, хумористична е тезата, дека кога отишол во Свети Николе, нели, жена му е таму, се разочарал и затоа кинал од Вардар, од Македонија, дека нема врска со клубот. Има нешто. Не знам. Вујо во интервјуто кажа дека малце му бил луд кога се врати од Олимпијадата, дека веднаш го стегнал со тренинзи и турнир. Ама тој некако, не знам, пак деновиве ми излезе некоја. Па излезе некоја изјава. Од нигде никаде не потребно. Да, ничим излезе. Ничим излезе. Тоа што ти во Вардар беше грешка. Да, баш ја коментира. Има ли нешто плюс, например, Што може ли ти знаеш, вака ќе го дефинирам, значи баш таа изјава затоа што благодарение на волонтерството остана во контакти со менаџери од клубови, со тренери, со директори. Со менаџери. Разговараме после. А може тројцата да играме заедно, што? Може. Да, може, јас требаше центар да играм наместо крило, може ќе продолжев центар, пополнета. Да, ништо. Добро, ќе се менувам. Баш ја коментиравме таа изјава, не знам, може нема да ми верувате, но јас не прашувам ништо што се случува во Вардар. Многу често добивам пораки, вистина ли е дека овој играч ќе дојде, вистина ли е дека овој ќе си оди. Ако некогаш имате прилика, ете, со Столе, како сме најблиски, прашајте го дали некој сум го прашал, ти дали, нели, кога беа тие случувања, Вардар се распаѓа, јас ни него прашав, ке си одиш или не. Никогаш не поставувам прашања. Од тој аспект се држам како секој
секој навивач. На вистина, јас Гурбиндо не го запознав. Ми беше многу мило што дојде, верував дека е добро Тој и за и на и за имиджот пресконференцијата на кога клубот. дојде беше малце Да, скиснат, да. Почетокот на сезоната он беше најзвучно имеше. Па да, затоа верував као ова е сигнал дека ете Да, уште сме сите атрактивни така или го се враќаме. прокопувавме, да. Не знам, не го запознав, значи јас прв пат дојдов, нели што се вика во контакт со Вардар на преварот со Брест дома. Претходно тогаш веќе Гурбиндо и си отиде, јас се смеам, викам може летото го виде Скопје полупразно, корона па не му се допадна. Не е до Затоа што од друга Свети страна Николе. сите играчи што доаѓаат, сите уживаат во Скопје. Сите Дали уживаат, играле да. тука, дали дошле на Дали оставиле белек или не? Не само што сите играле, знаат. значи- Да, го носеле преку ѓуриште тука по тој пат. Не мислам и на играчи кои што доаѓаат да одиграат надпревар, како поминале во Скопје, ако станале 2 дена, доаѓале почесто, така да и јас сум изненаден, не знам што Том било. Брени, Што било. Том го снимаве, зашо не идете? Да, се видовме баш во Келн, се сликавме, си имаме запознато во Скопје, стварно гениален. е. Он сам не приде, може да се сликам со вас. Ајде. Ај, да си запна. После ја фотошопирав сликата. Така да не знам што е причината за Гурбиндо, баш што викате не предизвикан. А Кудус зашо и он си отиде? Што се случи? Вистина нема да Тој ги од таму верувам. да не речам памтам, ајде да не речам го избрка, ама беше онака на мала врата Па да, нели имаше некои проблеми со станот, со слично. Мала приказна за мали деца е со Не, станот. Може би ќе ве Да. разочарам, но на вистина не ги знам Океј, тие приказни океј, ова. океј. Те си правиме глава, не, не, дури не. кога си отиде Кудус, ја само му пишав со среќа, нели, Good luck. најнормална Играта? Не. Не, да игра. Ништо, не прашувам такви работи. Во среда е последниот надпревар од регуларниот дет, веќе е совршено јасно дека Вардар е пети, Да. се уствари И дека ќе жолбата игра со Веспа. на Вујовиќ, Да. дека барем 10 поена, 11 има мислам до сега Вардар, така? Да, со овие 2-11. Во среда може и да експериментира Девис, така? Го има Додич, Карапалевски, Да, Гаджа да ќе се спреми врати, нешто, да. може нешто да експериментира. Ајде, може слободно да кажам дека нема нешто спектакуларно да очекуваме. Ја очекувам дека ќе има добра атмосфера и најверојатно можеби таа ќе го понесе Вардар да преиде Треба да во бидат ослободени од притисок, пошто да преиде во осмина финалето со еден победнички ритам и сега таму ни доаѓа Веспрем. И сега како за крај на разговоров, ја и Бица си имаме стално, нели, едни теории кои што се ги развиваме. Ова не е до крај развиена, пошто нешто беше на Параолимпијада. Параолимпијада викендов, не се видовме убаво да си со освоено место, со обележан резултат, влезен во историјата. тоа мора да се почасти за да се верификува, нели, да се нострификува. И сега на кратко вака, ние имаме една теза дека Вардар, още од пред некој надпревар, рековме дека може полека да почне да сонува малце поголеми соништа. Да. Михајло кажа, целта ни е осмина финале, Final Four на Сеха, домашна титула, нели? Тие се трите. И дојдовме до заклучок дека Вардар полека чекор по чекор ги остварува тие цели. Во Сеха е малку дека се опипливи. Во Сеха е малку као, ама ајде, може и нема ни да се доигра. И таа теза на крај ќе ни се оствари. Ќе видиме од спонзорот таа. Да, и сега што се случи. И сега каде оди нашиот момент? Вардар ќе игра против Веспрем. Веспрем со години сакаше да биде Вардар. Дори белата во црна ја смени. Така. Пораснам, сакам да видам као Вардар. Пошто не се пораснам. Те Мари Лојаници, те Диме Манецки, те цел ростер. Сега ни дојдоа нашите 2,5 минути, може не 5, ние го имаме Девис, кој што тој тим во голема мерка го познава. Да. Така, го познава целата таа институција, Веспрем, целиот тој дух, играчите, целата публика, пошто и Веспрем има интересна публика. Да. Така? Да. Во Келн се феноменални. И ја и Бица викаме, идеалниот противник за Вардар за тие соништа е Веспрем. Го делам мислењето. Да, го делам мислењето со вас, затоа што нели, како викаме, ракомет се е можно, иако верувам дека, пример, во фудбал се поможни изненадувања, ракомет секоја втора топка е твоја, па ако си класа 2 подобар е многу тешко многу тешко да загубиш. Освен ако Вардар ја начека Барселона во Келн, тоа е веќе друго. Јас исто верувам дека од, да речеме, ако беа можни Келце
таков како што е страшен оваа сезона, ПСЖ и Барселона, кои што беа можливи. Или Фленсбург дури во некоја комбинација. Може би Фленсбург беше на рамниште со Веспрем, сега не сум до толку експерт, иако добро јас ги анализирам, верувам дека ако веќе мора да се бира и ако сме на местото на кое што сме, веројатно Веспрем е противникот против кој што има најголеми шанси. Да не ги одзимам шансите на Вардар ако се соочи со Келце или со Барселона, но особено Келце и Барселона имаат брза транзиција, страшно добри клубови. Веројатно Вардар има шанси. Моje гледиште е дека ќе го поминеме Веспрем во осмина финале и ќе го поминеме уште еднаш Албург во четвртфинале, па да видиме Паук ми се свиѓа. Ова теорија наша дека Веспрем е идеален, не е ради моменталниот квалитет, него ради други особини и карактеристики. Да, знам на што алудирате, не Дейвис, па и Веспрем си има комплексот малку. Да, ние исто имаме и добри пријателски односи со тренерот Илич. Да, со дечко из Колубаре. Па добро, Веспрем е стварно добра екипа. Јас имам пријател од Веспрем со кој што случајно се запознавме во Кел, моравме да делиме маса, остана пријателство. Му викам, верувам сега да не навлегувам во оние ракометни детали кои што јас и не ги разбирам на тоа ниво. Пример, ако се вратиме наназад, Вардар кога го составуваше клубот, збориме за они шампионски, состави играчи кои што беа подценети или избркани од тимови, од играчи кои што на Вардар им значеше многу, играчи кои што тука созреа, да не ги именувам, знаете на кој што мислам, и имаше само според мене како вистински големи звезди во тоа време, нема да ми се налути другите, дојдоа Штерник и Чупич. Другите евентуално Канелјас што можеби ајде не Канелјас немаше титула Лига шампиони, беше звезда, ето да не го заборам, Македа прв пат играше Лига шампиони тука, значи голем дел од имиња како Цинрич, Алекс Душебаев тука и направија вистинска кариера, значи промоцијата. Сега тоа експертите го знаат подобро, имаше некој баланс. Вардар, пример, 2019, па и 2017, и 2018, иако не освоивме, одигра сега или никогаш во Келн. А Веспрем секогаш оди во Келн и вика, ај наредна сезона, ако не сега. И верувам дека се додека они го имаат моментот, ајде наредна година, имаше, мислам дека беше Караджич после титулата рече, може никој од нас више нема да се врати во Келн 2019. Како играч, може би клубот пак ќе дојде, ама може ние како играчи, значи тоа чувство дека е сега или никогаш, верувам дека како што беше на преварот со Биг Сегет. Може пак сега така да го тој контекст да се случи, така? Филип, ми беше вистинско задоволство, имаме уште теми. Ви благодарам на поканата. Одлично. Бица, значи тезата за четвртфинале ни е подкрепена од извори блиски до двократниот европски шампион Скопски Вардар. Значи да резервираме. За Келн, да, летови може. Да, се гледаме јас и ти во среда после победата со Елверу на пресконференција. И се договараме за пречек на Веспрем. Па да, верувам дека тоа ќе биде стварно убав натпревар за гледање и сега со Елверу, еден натпревар за уживање, пристапот на Вардар и само за крај ако ми дозволите уште една минута. Пристапот на Вардар, кои се целите, нели некојаш може да се случи да загуби. Ова не е критика кон публиката и така сакам само преска го спомнав. Чувствувам особено во последно време некој, не е тоа антагонизам, како експерти сме сите, па сега овој играч одигра добро, зошто не одигра добро, и се оди дури со лични дискредитации кон одредени играчи на клуб или на репрезентација. Еве еден мој апел, верувам дека навивачите нема да ми замерат, но ако го пресликаме тоа во рамки, еве работиме во некоја компанија, знам дека 95% од луѓето кои што работат во компанија, ако менаџерот им рече ова е добро, ама можело подобро, па се во депресија, па не им оди бракот и слично, ама сме многу силни да кажуваме и јавно да дискредитираме наши спортисти. Баш еден актер кој што прати многу ракомет ми спомна зошто некој играч игра подобро или полошо, му викам па замисли ти како актер секој ден да читаш по 100 коментари кој упропасти театарот, полош актер немам видено и упропасти представата, како ти ќе се чувствуваш. Викам ајде да пробаме да го промениме тоа. Дали некој играч е добар или лош, па има и приватен живот, тој значи не знаеме што се носи со себе, пробува, ако некој сака да победи, сакат играчите.
Така да мислам дека треба да го промениме тој наратив. Ние можеме да коментираме овој играч можеби требаше да влезе тука подаде сгреши Ја шут бице или сме повеќе слично. за тренерите. Да, значи, но веруваме, еве, нека биде апел, ајде да пробаме да го промениме тој наратив кон играчите. Значи, ако играчот не е добар, ние можеме да му даваме подршка цела година. Еве, тебе да ти даваме подршка цела година, завршува сезоната и Како среда. и на крај тренерот Ќе ти се вика, замисли. на крај тренерот ти вика, извини, нели, завршува договорот и Само така да натаму. знаеш Тоа си дека работа ние на бевме клубот. на праг да влеземе во Металург, не во Бардар, за жал. Да, знам. Така да- Па, добро. Поише место имаше, што не останаа на седо. Па да, ете, за жал се случува тоа што се случува, но се надевам дека ќе се вратат Дечки, и они и дека ќе продолжиме и да го сакаме ракометот и да го гледаме и да ги поддржуваме ракометарите без оглед на што се случува. Тоа си го решаваат они внатре, така да. апсолутно. Мислам дека наше е да ги поддржуваме Апсолутно. како навивачи, а какви перформанси ќе има. Па и ние не сме супериорни. навивачи на- супер. Па не само како навивачи, еве на работа. Кој кога оди на работа во првиот месец има одлични перформанси. А ние знаеме после првиот надпрв да речеме овој играч не заслужува да биде Така. дел од Вардар. Дај да им дадеме време, да им дадеме шанса на крај на денот има кој да И одлучи ако за обично тоа. кој им даваме време и шанса стигнуваат до кел. Овие наши. Да. Па ете така е видно. Филип, ти благодарам многу. Фала. Бице- Благодарам на поканата. Поздрав.